Дистрикт, цел престудио интервју на Зоран Иванов со Љубиша Николич. Љубиша Николич, неуморен, креативен радиски работник, технички реализатор, режисер и автор и водител и спортски работник и спортист и ентузијаст, волонтер, туркач на исто така неброени манифестации и поет со посебен лирски сензибилитет, добитник на награди и неброени признанија како во спортот на личен план за негови активности и ангажирања во разни организации, но исто така и неброени надпревари, турнири пред се во фудбалот, во оној малиот фудбал, малскиот фудбал, и поет и добитник на награди и на литературното поле, скопски, градски, урбан лик од типот нема кој не го знае, ама по конкретни нешта, по неговата човечност, дружелюбивост, подготвеност да дава се од себе и да ја компензира инертноста на нас другите, како на работното место, така во спортот, во неговото мало, така и во целото негово Скопје. Со два збора Урбан Ликт. Љубиша Николич, добре дојдовте во Дистрикт на Цивил прес студио. Добро ве најдов. Ајде за помладата генерација, за најмладата генерација што ќе го гледа овој дистрикт. Кој е Љубиша Николич во неколку зборови? Од каде е? Каде растеше, учеше, играше? Како до спортот, до радиото? Ајде најнапред да започнам од малскиот живот. Маџир мало е во центарот на градот, многу ми не знаат. Тука крај мостот. Кога се враќам малку наназад во времето кога јас растев, моето време беше во улицата Вардарска, Ѓуро Ѓоновиќ, кеј 13 ноември, и тука пред самиот влез на железничката станица. Значи, тука некаде беше влезот на железничката станица. Веднаш, кога ќе се присетам на генерациите кои што во тоа време беа, значи, многу научив од нив. Кога би можел да се вратам наназад, најнапред би се присетил на еден мој пријател кој што имаше прекар Цоце, се викаше Санде, играше за тие подсојузни тимови, но во малото некако гледаше во мене нешто што му беше интересно. Бев многу слабичко дете, а сакав да играм со повозразните. И не знам како. Како велат, жилаво малско скопско дете. Токму така. Не ме терате само да јадам. Јадење тогаш никако. Ке дојдеше мајка ми цел ден, ке се извикаше на постарите, не беа виновни, ја ке речев, мамо, ма тие не се виновни, мене не ме влече нешто за јадење, јас сакам само да играм. И во тоа време имаше гумени топки, јас често пати знаев да ја шутам топката угоре, скоро височина, да речеме, 50 на метри, може би помалку некогаш, и да трчам по неја и без да падне да ја удрам 5-6 пати. Уште тогаш некој забележа дека имам некаков талент, но тој Санде Цоце, што се викаше, ајде ти да идеш да поиграш малку со нашата екипа, со повозрастните. И јас секојаш кога ќе почнев да играм со нив, играв на вистина добро, но имав 8 години. 7-8 години знаев да претерам во играњето и знаев да настинав, знаев да се разболам. И кога ќе легнем во кревет еден ден, тогаш ќе дојдеше Цоце Санде, ќе ми направеше вртелешка. Не знам дали се сеќавате на тие вртелешки. Со камшик, за анимација. Со камшик, така е. И после тоа, ако станам, ќе ми речат, ајде, после ќе те земе во екипата челик да играш, а приквечер, пред околу 18:30, 19 часот, тогаш е главниот настан, тогаш е фудбалскиот настан, имаше многу. Тоа беа малските игри. Потоа подпорасна Љубиша Николич и вратата му се отвори на голем клуб. Вратата ми се отвори, а како ми се отвори вратата? Мојот војко Урош Петровски беше. Тој беше легендарниот центар халф на фудбалскиот клуб Вардар, со онаа генерација на Видини Цветковски, Жмара Цветковски, потоа Лазаревски, Раптап и така Раптап, натаму. Трајчевски, таа една славна генерација со Антон Дончевски, со Јакимовски, со Мирко Илиевски, Цинциевски, Макара Кокиновски. Мојсовски, браќата и така. Ето така, тие нешто малку подосна
дојдоа во тимот, но таа генерација, Урош Петровски беше капитен на фудбалскиот клуб Вардар. Моето сеќавање е дека си викам дали ќе ме земе Вујко, Вујко беше страшно строг. Да дојдам да играм јас за Вардар. Во тоа време генерално Љубиша не важеше до крај да имаш Вујко Владика. Затоа што јас имав Вујко Владика, не стана фудбалер. Тоа беше неговиот критериум. Имено, тоа ми беше и наредното прашање, зошто не продолживте со толку љубов, таков талент и толку знаење и толку желба за играње фудбал, големиот клуб некако ви ги отвори вратите, но се вративте на искрената љубов кон фудбалот. Се вратив кон и животот го посветивте на некој начин, надвор од работата на фудбалот. Се вратив кон топката. Таа топка некако предизвикуваше во мене нешто што може би како да живее во неја. Јас сакав да го пронедам тоа што може би во тоа време не размислав дека е така, но подосна ми се јави тоа така. Најнапред отидов на градскиот стадион, имаше некакви летки. Ако се сеќавате вие, бидејќи често летавте, Чичко пушти летки, да. Чичко пушти летки, имаше некој избор околу сигурно преку 1000 летоци пуштени, од кои успее, ако некој дете успееше да фати леток, тогаш можеше да оди на подготовка или да го видат одговорните личности, меѓу кои Тоа нешто како масовен повик до младите да се пријават во школата и да спортуваат. И најбитната работа е да се пријавуваат во фудбалскиот клуб Вардар во тоа време. Јас ја имав таа среќа, прв пат да ја имам таа среќа, да ме гледа Илја Шпиц. Значи, во тоа време, ако се сеќавате, Илја Шпиц почина на надпреварот Вардар ОФК Београд. Вардар водеше 3:0, кога дојде резултатот 3:2, човекот не можеше тоа да го поднесе за таков профил на човек. Веднаш после тоа беше пренесен во болница. Да, и возраст и напорот си го направи, веројатно. Така го направи своето, но тој мене ми рече една битна работа што ден денеска ја паметам. Ме гледаше, изиграв 10 минути. Значи на половина игралиште играме, 2 пати по 10 минути, и јас постигнав 8 голови, од тие сигурно 5 евроголови. Тоа ни Милер го не можеше на времето, веројатно, во германската репрезентација. Ми вели, мали, дојди ваму ти, практично Урош му кажал, го прашал кој е тој, Урош дури не сакал да каже дека сум некаков роднина, ме викна, дојди ваму, ти вика, јадеш нешто? И јас викам, не. Ке те однесат противничките бекови со таа тежина. Ти јадеш супата, така некако не можеш акцентот, беше маđар, па викам, каква супа, не јадам супа, маси леп јадам. Да, со црвен пипер или со шеќер. Да, со црвен пипер, маси некоја пиперка, ако има така, ренданото згора сува пиперка, и нема супата, нема топката, ми вика. Јас се замислив, после тоа конкурирав, не одбрав неколку деца, конкурирав за тимот, каде што тренер беше мојот Вујко. Вика, не може така, ти со глава не знаеш. На вистина со глава не знае. Ми земе на топка, ја стави на едно јаже. Имаш некој полукруг, некоја полуга таму, и јас топката почна да ударам со глава. Тој ми објасни зашто топката 2 пати повеќе не можеш да ја погодиш. И ми даде ритам на топката. Значи 1, 2, 3, па со глава 1, 2, 3, ама тоа е тешко. Најнапред почнав 10 пати, па 20, па 50. Воздух не е земја, нели, напорно? Воздух не е земја, и почнав да играм добро со глава за неколку, да речеме. И како се случи да не останете на големиот терен, се вративте на малите? Значи станав стандарден во екипата на Урош Петровски. Потоа ме виде Макар Аколкиновски, легендарниот халф на фудбалскиот клуб Вардар. Дојде ми и вика, а ти си на тој, они двајца не стојат добро. Баш тоа е добро за мене, викам. Дека не стојат добро, јас викам таму да заиграм. Без врски и на вистина заиграв, станав стандарден, и после тоа мораше некако да се пронедам себе, се учев техничко, а да те знаат техничко и фудбал. Техничко, како фудбал. Или едно или друго. Ништо, тој имав еден Ѓуро Ѓоновиќ, се сеќам на Чавдаровски, тепачка предизвикал заради тоа што
бунтовник, така и тој сакал да игра фудбал, но ние сите се криевме. Кога ви престана фудбалската, да речем, предпрофесионална кариера? И зошто? Предпрофесионална кариера ми престана, да речеме, официјално бев, јас сум еден од тие кои што игра за репрезентацијата на Македонија аматери во тоа време. Значи, сум играл и за студентска репрезентација на Југославија. Но, за да играш во тоа време, значи, морав прво појдов во Битола. Има двајца другари, рековме, од тој Ѓуровски бегаме сите. Они бега од некој друг, мене класот ми рече, овој Ѓуровски вика, тебе ќе те скине. Така да се изразам меѓу другите. Ама немој и таму да играш фудбал, ми рече класниот. Па викам, како ја од фудбал ќе живеам? И одам таму на пробни надпревари. Значи да играш против прволигашки, второлигашки тимови, а јас дето помладок на Вардар. И само што стапнав на терен, бев многу силен, многу подготвен физички, веднаш станав миленик на публиката за кус период, но скромен. Чекор по чекор направив нешто, ме засака Ставре Евтимовски, беше тренер и професор и миленик. Да речем на сите генерации тренери, фудбалери што беа таму во тоа време. А јас негов миленик. Ти бе јадеш ли нешто и тој забелеша. Абе, јадам по нешто. Сега ќе ти определиме една менза, таму ќе одиш ке јадеш, барем еднаш дневно манџа да јадеш. Суров е тој спорт на граница на професионализам и професионалниот. Бара енергија, бара посветеност, бара силни мажишта, што се вели. Не си им оставал впечаток со твојата кревка става. Но како дали од Господ приказната е, да, сигурно и ген веројатно и се, но јас овде сме во овој дистрикт, бидејќи тие иструи таа несебичност, љубов од себе, не само кон фудбалот, те паметат луѓето и од радиото. Како стаса во радиото, во Македонското радио и Радио Скопје тогаш? со гитара. Ајде да, тоа ли? Ајде ќе направам неколку. Ајде таа е приказна накусо, бидејќи и таму во таа средина те познаваат како еден од најпосветените работници, не само работници, реализатори, туку креативни работници. Ја сакав музиката уште тогаш. Често пати, но секогаш нешто недостасува. Јас кога стапна во радиото, во тоа време некако како да бев бунтовник за тоа што не ми се допаѓаше. Многу работи не ми се допаѓа. Јас, например, ќе дојдат состанок некаков ќе направат сниматели и тон мајстори. Тон сниматели, ја прво бев тон снимател. Тонец. Да, си се напредува во професијата, нели, како во секоја друга. Чекор се напредува, но некои работи не сакав да ги прифатам такви какви што се не ми се допаѓа, например, снимките, радио, водител, да не седи тука, само ќе го сними дневникот, ќе дојде, ќе трчаат, ќе носат 10-15 ленти, ќе трчаат таму, а зашто сето тоа, викам, добро, зашто тоа не го направите во живо, зашто водителот не е присутен тука? И некако се прокна некаква грешка, во која што најмалку сум виновен јас, а требаше јас најмногу да го платам данокот на сето. Строго беше многу тоа време. Така, во тоа време, но деновите како што одминува се префрлиме во оваа големата зграда од Нерези. Таму еве се сеќам на Џартов беше Близу ваше мало таму, да. Тоа ми беше многу поблиску за да стигнам на работа. Вамо беше навистина многу далеко. Јас често знаев до коленици снег, не можам ни со точак, не може ни кола да дојде, не земаше возило и знаев да истрчам до таму. И кој ќе дојде ме гледа чуден, жива вода испотен, сум земал спортска Свет баја. зима. Среде зима, довде снег. Имаше ентузијазам воопшто, Тоа кај беше Љубиша посебно посветеност. Еве, во сите таа области. посветеност беше затоа што го сакав радиот. Значи го засакав. Ај вака во една реченица, што посакува Љубиша Николич да заборави од колку години останавте таму? До Таму пензија? до крај. Што сакате да заборавите, а што ќе памтите за убаво за цел живот? За убавите работи ќе ги паметам. Многу повеќе сакам да зборувам за убавите. Во една реченица можеби ќе кажам се. Значи, за убавите работи ми се секој сакав да направам нешто повеќе отколку другите што можам. Најнапред со моите колеги со Стамата Анастасовски заеднички правевме некакви проекти и као предизвик ми беше сето тоа. И еден од друг знаевме да направиме да речеме: абе Љубиша,
Зашто не го понудиш овој проект таму кај што треба? Ајде ќе го понудам, ќе направам разговор, направив разговор со Ѓорѓе Варошлија, нека му е вечна слава. Вие нешто од прилика знаете дека нешто се случува како главен и одговорен уредник во Македонското радио во тоа време и набрзо ми ја прифати емисијата, ама мојата емисија секогаш се викаше Предизвик во ноќта. Мојата емисија најнапред беше да се откупи. Јас успев на некој начин да донесет, да биде нешто ново, да донесат некој денар во радиото, тој што ќе биде, ќе го повикаме гостин да биде таму, ем ќе си ја плати емисијата, ем ќе потполни термин од скоро 3-4 часа. Најважните гости во тоа време беа Антон Дончевски, се сеќавам во тоа време кога се јави Чашуле, нека му е вечна слава и нема, и ми рече: Љубиша, продолжи емисијата ако сакаш до 2 часот, беше до 12, нешто, ја продолжив емисијата, но не успеав вам да ви кажам. Вие го искаравте тогашниот директор Чашуле, зашто така сме направиле, кога има профили на луѓе кои што тој сегмент од сериозна музика го чекаат. И јас заради тоа таквата работа се извинив пред слушателите на Македонското радио. И се извинив. Па неовластено се навлезе веројатно во друг простор етерот. Каде што вие како главен и одговорен уредник, морам да ве критикувам, бевте многу строг за таквите работи. Ама бевте правични. Да, дисциплината е нужна во еден тако голем и сложен колектив, но не се задоволивте со радиото, со радиоводителство и радиската креативна работа и се опробавте и на телевизија, направивте една многу гледана емисија, спортско-забавна би рекол, или ќе ме коригирате? Вака сега, најнапред да кажам 2-3 збора за емисијата Предизвик во ноќта. Многу брзо таа емисија, зборувам за радиото, многу брзо таа емисија стана многу слушана и многу на некој начин индиректно барана. Однапред ми ја бара, ќе дојдат кај мене, ќе разговараат, ќе биде откупена емисијата и еднаш ни се случи да за радиото донесам ресивер во тоа време, не знам дали се сеќавате, ме прашавте: добро, чим си толку Може ли добро? компензација некаква, да? Може ли некаква компензација? Викам, јас можам, вие може би побаравте од некој друг, ама немавте начин како. Имав некој пријатели од Феротурист, отидов, разговарав со директор, тој вика: Љубиша, па ние едва и чекаме таму, јас мислев да ти се јавам таму. И направивме како, ама знаете што, викам, може ли да помогнете некако, сето тоа да биде регуларно, да се префрли, да земе еден ресивер, за да може на повеќе канали, сето тоа да се презентира и тоа за брз рок, сето тоа беше направено, сите задоволни. Јас во тоа време ви реков, мене ме бараат во друго, на телевизија морам да заминам, иако соработував и со И дојдовте во популарната во тоа време градска телевизија, Скајнет, чинам. Така дојдов во Скајнет, прво бев во АТВ телевизија, тогашниот газда ме побара, за брз рок, може би за 2-3 недели и таа емисија станува. Еле колку брзо ни минува времето. Да. Предизвикот е телевизиски, сега уште поголем, јавноста ве препознава и тие што во кругови каде што не се движевте, нели? Малку е товар таа популарност. Па товар е ако, например, сето тоа, ако немате динамика во своето срце. Ако имате динамика во своето срце, тогаш ништо нема. Ја замислете, исто време работев таму, работев во Македонското радио, одев на тренинг, играв фудбал, истовремено за било кој клуб да ме викне, дали работнички тоа, дали Скопје. Како велат, спортист, фудбалер на располагање. На располагање во секој време. Љубиша Николич, ве прашувам, спортот, работата, семејството, кои беа приоритетите? Добро, приоритетите секојаш беа, ајде да не кажам, може би половина, ако знаеш сето тоа да го направиш. Но, во тоа време ми се роди синот Александар. Ја често знаев да замолам некого да ме замени кога ќе имаме некаков проблем, ако се разболи од грип, знаев среде полноќ, да појдам на раце да го носам мојот син во болница. Нема кого да будам и не сакав кого да будам. Утрената се продолжува работните врски, спортските активности, сите тие организацијските да. потреби. Значи,
од радиото морам вака да одбележам само еден сегмент, бидејќи јас бев човекот кој што кога имаше жива програма, тогаш јас бев тој вистинскиот и режисер, и продуцент, и уште што не. Значи, сите 4 магнетофони беа во движење. Снимам, се јавуваше слушател, ја го снимам најдоброто од него. Оди во програма, па делови од тоа што го вели, ќе му ги пуштам за да го изненадам. Сите се фаќа за глава како може сето тоа истовремено да го зборува и таа ќе го чуе сопствениот глас. Тоа е тој предизвик за креативност што гледам и ден денеска не бе напуштил, но уште малку имаме што се вели немаме толку време подолу во емисијата, ќе земете, се надевам повторно гитарата во рака. Па ќе земам ако ме платите. Да, ќе сигурно публиката која ќе гледа, ќе го гледа со тоа со задоволство и морам да кажам, вие сте, Љубиша, втората гитара во Дистрикт, првата беше на Джина Папа Джокси. Пишувате поезија, добивте и награда за стихови. Добив награда за стихови, можам, сега, може би преку ред, знам дека ви одзем многу време, многумина ми рекле дека јас кој ќе дојдам во студио, отиде времето. Ајде предходно, за да завршиме со гитарата и со поезијата, да ве прашам, политика не ве интересирало никогаш, политички партии, некои понуди, покани, се дружите со мал милион луѓе во Скопје, во разни средини, ве познаваат многумина. Би залепиле доста гласачи. За мене дали би залепиле? Не, јас предпоставам дека за вас би се залепиле многу гласачи, од таму моето прашање е дали некој од политичките партии имала интерес за скопската легенда Љубиша Николич. Знаеле однапред дека Одговорот е негативен? ќе бидат одбиени, нема да го прифатам сето тоа. Не заради тоа што немам време, може би за таму ќе најде време за такво нешто, но треба во тоа да веруваш. Јас, например, да ви кажам најискрено, многу верувам во човекот. Ама во тоа време, јас често знаев да појдам среде Белден, со свеќа враце, да побарам човек, ама никаде не го најдов. Нешто во стилот на Диоген. Што ве нервира воопшто во општество наше македонско во држава, а што ве радува? Постојано сте во движење, секој кој поминал на Кеј во овие последни години, веројатно и пред тоа ве гледа како спортувате, возите велосипед, не можете без тоа превозно средство. Забележувате многу луѓето ли повеќе или повеќе нештата, хигиената, нечистотијата, вестите на радио, на телевизија, активностите, неактивностите на политичките партии, што ве вади од такт? Најмногу ме вади од такт лагата, ветувањето. Јас, например, на едно дете, ако му ветам нешто денеска, бидејќи знам да навестам зглоб, рака, нога, сите тие работи, децата Ова е некоја новина, да. Па добро, не сакам за тоа да зборувам, ај случајно вметнавте такво прашање. Фудбалот ти си бара познавање на физиотерапија. На времата Плагоја, ако се сеќавате Плагоја железничаров, знаеше да ги намести зглобовите, јас тоа морав да се прашам како сето тоа. И еднаш мојот пријател Зоран Цветковски Джиджи, инаку како да речам човек кој што беше многу духовит, со мене знаеше да се дружи кога бев во Скајне телевизија, тогаш знаевме да направиме некои работи кои што до тогаш, ево, слични вакви студија, не беа правени. Јас знаев да викнам гостин, некој специјални да го викнам Никола, Джиджи Илиевски, бидејќи тој Джиджи и овој Джиджи се едниот со другиот морав да направам нешто спорно да биде кој Джиджи. И заради што таквата приказна... Кому припаѓа приоритетот, нели, брендот? Доаѓаше тогаш повторно... Сепак ве враќам, Љубише, на амбиентот наш овдеше македонски и порано и сега.
подобро ли беше порано или поради младоста, знаеме тоа да го кажеме, ова плурализмот донесе можеби нов свеж воздух, но донесе и многу, ајде, дефинирајте. Многу проблеми донесе. Јас во тоа време, значи, кога ќе излезе во градот, сакав човече да седнам во некој друштво, да видам луѓе, да позборувам малку за нив, можеби да критикувам, можеби да ме критикуваат. Ке се случеше, например, да критикуваме некој надпревар, каде што е лажиран. И во тоа време имаше такви надпревари кои што беа лажирани. И ќе дојде, например, тренерот, нека му е вечна слава, Андон Дончевски, вика: Љубиша, за тебе не важи ова, ако ти падне гол да дадеш, дај гол. А ако ти падне 3, немој 3 да Тоа дадеш. веројатно сите знаеле однапред дека тоа кај Љубиша не поминува. Не поминува, тоа го знае, и ќе дојдеш некој спортивна. Може ли да констатирам дека еве поради таков карактер и не сте привлечен можеби за Па не политиката сум и за привлечен. партиите? Не бе привлечен и за тренерите, да речеме, многу ги критикувам. Ќе дојде еднаш двајца тренери, едниот зборува денеска, почитувани пријатели на спортот, денеска ќе играме многу офанзивно преку крила, преку нашите везни играчи, а потоа ќе дојде вториот тренер: дечки, денеска ќе играме малку по-дефанзивно, ќе играме контра. И јас таквите работи ги слушам. Бидејќи кога бев за тренери, кога требаше да се полага, единствено јас добив 10+. Значи, му пркосев на тренерот, што некои работи сакаше, измислени работи да ми погоди. Ја имав 600 сетило, знаев дека тоа му е некоја измама и знаев да му ја погодам таа измама. И на крај да признае дека јас од 800 кандидати сум единствениот. Значи не можам да пробијам, Љубиша, кај вас, што се вели да ве отребам, да ве втурнам некако, не во политиката, ама да ми фидбек еден да ми направите, да ми возвратите што ве прави несреќен од оваа наша актуелна македонска политика. Ме правеше несреќен во тоа време, во радиото, бевте и вие човек во радиото, кога го направивме најголемиот штрајк во радиото, кога не примавме плата скоро 4 месеци поред. Тогаш не ми работеше сопругата, јас и така. Значи, не сакав да кукам, не сум таков човек, имаше кој од семејството да ме прехрани, но многумине од колегите доаѓа мене да ми се пожелат. Љубиша, направи нешто. Тогаш имаме стари борци, се сеќавате старите борци кои ќе речат: правиме нешто, правиме. Ако сакам изземање на еден, тогаш ајде да не го именувам, да не биде навреден, нашиот помошник директор требаше да замине. Но програмата никогаш не е застана. Освен само еднаш. Кога дојде на колешка, вика: Љубиша, ја денеска ги потроши последните пари. За јадење нема. И тогаш нешто се разбуди во мене и реков: јас денеска ќе запрем програма. Тоа беше некоја година после 1997, чинам, веќе јас бев заминат година дена пред тоа од радио телевизија, пред тоа од радиото отидов во телевизија, сеедно. Значи, повторно ми бегате од политиката. Вие сте роден во Скопјанец. Од каде ова, поради следното, од каде Ич Николич? Николич е... Тоа е со К или со Ќ? Со Ќ. Николич, значи, татко ми е дојден специјално испратен од Темпо во Македонија, за да... Од каде? Од Србија, испратен во Македонија, мојата баба и дедо се од некаде од Турјане, по близина малку погоре меѓу Ниш и Врање. Таму... Имаше ли проблем во твоето мало кога растеше потеклото на Љубиша? Не, мојот татко, само што беше испратен, беше фатен и издаден од некои си бугарофили, симпатизери на Бугарија во тоа време, и фатен во Ѓорче Петров. И татко ми мој, само што сме родил една недела, отишле да прослават, му фаќаат машината за пропаганден материјал за револуција во Македонија. Подготовка за востание. За востание, фатен и стрелан во Владични хан. Денеска не знам каде му е гробот. Мојот дедо е солунец пред тоа. Значи, мислеле дека тој ќе го спаси некако во тоа време. Но, дедо ми во тоа време од шрапнел... Љубиша револуционерите пориви на неговото семејство ги преточи во други активности, во спортски, во креативни, радиски, телевизиски. Едино ми е криво што не може да го пронајдам местото и гробот каде некаде во Владични хан е стрелан мојот татко. Тоа денеска ме боли, никој не ми помогна, пробав да се
поврзам со некои луѓе, но не ми помогна. Живееше во мало меѓу македонци, а ти те третираја како србин, како поинаков или? Не, никогаш, затоа што ја и ден денеска гледате како зборувам. Јас зборувам македонски литературен јазик, а за тоа е виновно македонското радио. Ово наше македонско општество со децении го маче и разноразни национализми. Не ми прече мене. Ден денеска ја имам пријатели срби, турци, роми, албанци, значи воопшто не ми Спортот, прече. музиката, поезијата, културата не знаат за такви бариери. Ма, такви бариери за мене не постојат. Што да ви кажам? Сега ако дел од мојата работа која што сакав да се преточи, а тоа беше, ајде бидејќи кога би зборувале цел ден, 2 дена, 3 дена можеби да зборуваме, но јас во тоа време некако топката сакав да ја опишам. Како да ја опишам нешто што е мртво да го оживееш, така јас. Тоа беше светот на Љубиша Николич. Не се стекнува лесно, и малкумина има, ако можам така да наречем, титулата градска, поготово градска скопска урбана легенда. Како го доживува емотивно Љубиша тоа денес? Јас не се трудев тоа да го доживам за некој да ме повика, значи случајно јас се сретнав со вас и некој работи спонтано. Имав јас на умно, за вас е снимен и еден документарен филм. Да, снимен еден документарен филм од Македонската радио телевизија, иако мислам на многумина таму треба да им заблагодарам заради тоа. Ајде да речем на Орце Гелевски, на Татјана Петровска, на Каролина Петковска исто. Многумина, она што сум го правил на Македонската телевизија, значи правев некакви филмови кои што останаат трајни. Ја нема секој таа привилегија, но секој па и ги нема тие заслуги. Од таму прашувам како се чувствувате сега? Имате ли се уште предизвици за нови активности? Има за нови активности. Јас подготвувам, ајде сега прв пат ќе проговорам кај вас. Јас сакам да биде, сакам да го доживеам тоа, да направам еден филм кој што ќе има такво движење да започне од Маџермало, па да отиде до Париз. Важна е идејата и визијата. Идејата и визијата ми е едно момче кое што сака да го преплива и ден денеска Ла-Манш. Значи тој го има препливано Охридското езеро, тоа е Александар Панчевски, синот на председателот на маđермалските поетски збиднувања, Зоран Панчевски, кој што имаше многу иновации во себе, знаеше да направи уште како дете на точак од кочница за ножна кочница. Никола Тесла да го тестира во многу сегменти, да проба приближно да му се вметне во тоа што тој го прави, иако можеби не со толкав успех, но навистина беше успешно. Нема да кажам ништо ново ако констатирам дека Љубиша не се чувствува како пензионер. Немам шанси да се чувствам затоа што се уште играм фудбал. Кои се приоритетите сега? Внуците одземаат доста од пензионерското време, нели? Па, ме чека мојот внук Марко, кој што е многу талентиран. И тој е талентиран. Ако ви кажам сега дека ги знае скоро сите можни возила, коли, камиони, по марка. Тој ги знае речици, повеќе од половина, има 14 години, тој го знаеше и на 10 години, бидејќи татко му е еден од врвните, еден од најдобрите во сите средни училишта, личност која што не сакаше да премногу да полемизира, туку сакаше да направи. Повеќе зборувате со многу внимание и со комплименти за другите отколку за себе. Па за себе не можам да кажам ништо, јас себе си многу работи си замерувам. И што ни истекува немилосрдно времето, мислам дека убаво тече муабетов, ако можам така по-скопско турски да кажам. Ајде за времето ќе ви кажам нешто. Но што, ајде, пред моето последно прашање. Значи се приближиме кој крајот, ја мислев има уште половина време. Вака сега да ви кажеме на работа. Ајде, поставете го прашање. Не, моето прашање е што спомнавте за идејата за филм и така натаму. Значи се уште ферментираат разни творечки пореви кај Љубиша Николич. Што веќе се разговара на тоа, дали ќе направиме нешто, тоа треба да биде серијал. Вие сте познати по стихови, по поезија, награда и така натаму. Ајде да искористиме овие минути за гледачите на Вести. Ајде за топката, бидејќи за топката, да ви ја кажам песната за топката. Ке имаме ли време? Може би последен пат сега ја запишувам својата мистериозна приказна, скриена во часовникот на моето небулозно чекање.
Дали е се испревртено во небесата и оставено во безредието од немај каде, нешто некому земаш и нешто некому даваш. Дали е се оставено во времето и со времето, а време има се помалку или воопшто нема време за да се добие во време. Кога веќе нема време, чинам дека остатокот е во времето на лавата и лавицата, а го има само толку колку да се види секундарникот на часовникот. Ма го фрлам часовникот од мојата рака, не баре тој е виновникот за моето, сега да речем за твоето попусто од минато време. Дали е сега тоа вистинско време, убавице моја мала, кога јас морам да заминам со времето, а ти остани за мене во времето, зашто јас тебе те љубев, а не смеев. Зашто јас тебе се уште те љубам, а не смеев. Превер пишуваше за љубовта кон жените, љубиша за љубовта воопшто и посебно за љубовта кон топката, неговиот живот и неговата најголема љубов. Донесовте една книга, ќе покажете што е? Да, ова е таа книга каде што јас конкурирав, иако не сакав, точно ова песна која што ќе ја чуете, ќе ја видите, еве ја книгата, камерата верувам дека ќе ја забележи, маđермалски поетски збиднувања. Така се вика, но во неа што? Во неа Ајде еден сегмент и од неа да украдеме уште некоја минута на ова студио. Па ајде ќе украдеме од неа, јас сакам прво вака да ви ја подарам оваа книга, да остане тука во вашето студио, да се сеќавате некојаш на мене, која ќе ви треба на маđермалските средби. Во името на Цивил ви благодарам, да. Ете, така ви ја подарувам оваа книга, бидејќи само имам една песна која што исто така ја знам напад. Сите мои песни се... Да ја слушнеме и да ја слушнеме и да се одјавиме. Ајде, така е. Сакав уште една песна што со сузе. Ајде и таа и гитарата во рака. Не ме мрази кога ти велам дека заминувам удолу кон светилникот на старата маđермалска улица. Не сврде грди зборови од твоите преубави усни. Не сум ја за тебе. Како да те убедам, како поинаку да ти запишам со крвта на моите прстили, со крвотокот на моите венили, те молам, не тагува, исправи се. Не сум ја за тебе. Ова беше само дел од мојата наградена песна, каде што во книгата ќе забележите дека јас сум таму првиот човек или лауреат, како што знаат да го речат сето тоа. Но сакам една песна која што ја посвети на Сузана Тодоровска, бидејќи најмногу се допаѓаше, а таа дама се уште има еден од најубавите гласови за поезија во Македонија. Се разбира, тука не смем да ја заборавам. Јас одјавувам, вие за гледачите на Дистрикт Љубиша ве молам продолжете. Дистрикт на Цил прес студио. Љубиша Николич, ви благодарам. И благодарам и вам. Надвор грми, ама јас не се плашам од грмотевицата на разлутеното небо. Немој, ни ти не плаши се од грмотевицата на разлутеното небо. Не се плашам од крикот на громовите, ниту од потопот на бродовите. Немој, не плаши се од крикот на громовите, за тебе сум насекаде. Но најмногу се плашам од акордите на мојата гитара. Затоа вечерва не можев да засвирам, зашто за тебе вечерва свиреше тој.
О, колку многу посакуваше да биде со мене, а ти останаа само стиховите, што попусто ги отворат портите на твојата внатрешна светлина.